Пешки, вака кога се слуша 5 милиарди, убаво звучи, пазар, пристапност на нашите компании, македонски компании, ајде да провериме колку компании ги исполнуваат тие услови. Знаете колку? Една. Сега врзано за НАТО единицата во Штип, што ја споменавте, сега не би сакал сите да ги оптеретувам со оваа работа, меѓутоа токму во таа НАТО единица во Штип, во кујната, тече таванот. Реновиран објект. Што се однесува до енергетската ефикасност, односно таа зелена агенда што ја споменувате. Неколку пати ја прашувам почитуваната министерка, што се случи со канцерогеното масло што беше изгорено во касарните во Штип, во Велес, во Куманово, во Тетово, во Гостивар, кое што е увезено од Чешка преку Босна и е изгорено во нашите касарни, како мазут, а е канцерогено масло. Нема одговор до ден денеска. И за крај, Македонија, одбранбениот систем на Македонија се наоѓа на 134-то место. Значи не се наоѓа армијата, него државата се наоѓа на тоа место. И тука се земаат сите параметри. Покрај одбранбената сила се гледа колкав е буџетот, колкава е моќта на државата. Ние сме 134-то место, значи шести сме од позади, последни сме во НАТО. Благодарам. Благодарам. Тука ја прекинувам седницата, продолжуваме